тема, добро вечер. Со остри изјави странските амбасадори се погрижија годинава Меѓународниот ден за борба против корупцијата, да не мине само со протоколарни изјави, колку да се одбележи денот. Најавата на американската амбасадорка дека во земјава е пристигнат американски тим за санкции веќе со денови ја бранува јавност, предизвикувајќи низа самокритични, но задоцнати изјави на актуелни владини функционери дека во борбата со корупцијата не е доволно направено. А кога е од американците, ова и не е прв пат. Во 2005 година амбасадата на САД објави црна листа на незавршени корупцијски предмети во македонските судови. И тогаш духовите се разбрануваа, но епилогот изостана. За сега има се уште многу непознати како и што ќе работат американските булдожери за чистење корупција. Иако е јасно дека долг е списокот на оние кои веќе имаат немирен сон. Ни требаат ли странски амбасадори да не подсетуваат дека коренот на секое зло кое го подрива системот, ги осиромашува граѓаните, ги одлева државните пари во приватни џебови, не се бие со демагогија. Каде и зошто заглавија клучните закони за професионализација на администрацијата и зошто и со последните проекти говориме само за рационализација на институции, а не и на администрација. За ова и други прашања вечерва во Топ тема разговараме со вице-премиерката за политики за добро владење Славица Грковска. Останете на Телма, почнуваме веднаш по рекламите. И како што најавив, добро вечер во Топ тема за Славица Грковска, вице-премиер за политики за добро владење. Добро вечер. Добре дојдовте. Госпожо Грковска, колку најавата на американската амбасадорка Агелер, која годинава не остави овој ден, светски, меѓународен ден за борба против корупцијата да помине само со формални изјави колку за да се одбележи денот, е всушност пораз за институциите и за овој владен состав, бидејќи упатува на фијаско на една од главните заложби, а тоа е безкомпромисна борба со корупцијата. Мислам дека се неподелени ставовите на амбасадорката. Тоа сме го изјавувале сите изминати месеци кои што сме загрижени сериозно за тоа што се случува во нашата држава на тема борба против корупција и организиран криминал. Јас би го гледала повеќе двонасечно. Од една страна како поддршка и помош за разрешување на крупни коруптивни случаи, што е една од забелешките, а од друга страна и како критика за моменталната состојба на степенот на корупција во нашата држава. Кога го гледате од делот на критиката, во таа критика ставате кого? Владата и кои институции? Други? Денеска на настанот што го организирав, заедно со вице-премиерот Маричич и евроамбасадорот Фуери и другите амбасадори и представници на сите институции одговорни за справување со корупција и организиран криминал, реков дека целокупната состојба во државата и во делот на, вклучително во делот на корупцијата, е обврска и одговорност на сите нас што бевме во таа сала. Значи, јас ниту си земам нас како влада од оваа ситуација, ниту пак од одговорност секоја една од институциите, заради тоа што секој од овие институции има своја улога во борбата против корупцијата и организираниот криминал. Меѓутоа, тоа што е важно е дека треба да се разгледуваат поединечните капацитети, поединечните успеси и да се види која е најслабата карика и од која причина добиваме се поотворени оценки и дојдовме до степен да добиваме вакви отворени, без ракавици, пораки од страна на нашите меѓународни пријатели. Ова не е прв пат, барем што се однесува до американската амбасада. 2005-та тие дури објавија и еден конкретен список на незавршени
корупцијски предмети и тогаш некако се вознемирија сите, бидејќи беа апострофирани конкретни случаи, конкретни суди, меѓутоа се беше некако како што е вообичаено за нас, секој чудо за 3 дена, немаше некој голем епилог од тоа. Што може сега да се очекува? Колку е поразителен фактот што ги имаме тие експерти, тим за санкции, кои што длабински, како што најави амбасадорката, ќе разгледуваат минати и сегашни случаи. Уште попоразително е фактот што до ден денес никој не објасни како дојде. Се само поканија или како што подоцна изјави министерот, всушност владата ги поканила. Бидејќи тоа е многу битно. Јас не го делам вашето мислење. Сметам дека најважно е тоа што ние ќе имаме дополнителна помош за спремување со корупција и организиран криминал и секоја дополнителна помош која може да придонесе за побрзи, поефикасни резултати е добре дојдена. Го спомнате случајот од 2005 наваму. Многу често коментарите во јавноста се дека доколку сите институции, секоја алка во институциите си ја врши работата онака како што треба, професионално и одговорно, тогаш нема да имаме проблем. Една алка во овој систем ако е послаба и ако не функционира, тогаш не може да имаме резултати. А најважното, ако е последната алка, ако нема завршница, ако сите институции завршат, значи прогон, истражна постапка и на крај нема завршница на судските во судска процедура и така натаму, тогаш пораките се поразителни. И тоа е тоа што се случува особено во изминатите години и заради тоа веќе и толеранцијата на граѓаните е при крај. Заради тоа што од една страна охрабрени дека можат слободно да зборуваат изминатите 5 години, многу отворено, што не беше случај во предходната влада. Сега сензибилитетот за корупција е многу зголемен и можноста отворено и јасно да зборуваат за тоа што се случува во општеството, да реагираат на однесувањето на институциите, на одредени одлуки што се носат. Од една страна е добро заради тоа што го зголемува уште повеќе притисокот на институциите, дека не сме да се дозволи самоволија. И заради тоа и перцепцијата дека корупцијата е уште поголема е зголемена. Заради тоа што ако не се коментирало претходно, тоа не значи дека ја немало. Ние не смееме да се однесуваме сега како наеднаш во последниве 2 месеца да има рапидно корупција, а не дека е тоа една акумулирана ситуација во подолг период. Во последниот, во изминатиот период постојано само сме говореле и сме за обвинителството имаше поразителни за правосудниот систем генерално. Имаше поразителен процент на поддршка и доверба, заради тоа што едноставно како да го немавме. Ние заборавивме дека 11 години имавме само нарачани случаи. Немаше случаи за функционирање на високи позиции, нешто што не е случај во изминатите 5 години. И има прилично голем прогрес во таа насока. Ние како да забораваме дека ако имавме идеален обвинителски систем, правосуден систем, немаше да има потреба за специјалното јавно обвинителство, за ново обвинителство, кое што ќе ги процесуира посебните случаи од организиран криминал и висока корупција, затоа што во спротивно ако функционираше и ако беше системот како што треба, такви мерки до тој степен немаше да бидат потребни. Знаеме и што се случи со тоа обвинителство, знаеме и со каква програма вие дојдовте на власт. Кога денеска вие ќе порачате дека нема да бидете политички коректна и дека ќе го зборувате отворено на тој совет каде што имаше представници и на судската власт. Меѓутоа, кога вашата порака клучна ќе биде, нас не ни требаат реформи на хартија, ни треба ефикасна борба против корупцијата и одговорни институции кои ќе бидат на услуга на граѓаните. Ваквата изјава повеќе наликува на соопштението кое што го испрати
платформата на граѓански организации на борба против корупцијата, а не на представник на извршната власт. Вие не сте представник на невладина организација за и понатаму да испраќате само апели и констатации дека нас не ни требаат реформи на харти. Прво, сакам да кажам дека ова не е прва моја изјава таква. Ако ги следите активностите што ги превземам и мојот кабинет ги превзема, тоа се веќе низ активности наназад неколку месеци. И овие пораки тогаш ги имам испратено, без да бидат, да речеме, во светло на доаѓање на меѓународна помош или најава на помош од страна на Соединетите Американски држави или други земји. Заради тоа што се детектирале пропустите, мора да се соочиме со аргументите, со фактите, со статусот, со моменталниот статус за тоа што се случува во државата и да бараме начин како тие да се надминат. Значи, мојата улога и улогата на извршната власт и на владата е да се соочи со аргументите каква е моменталната состојба и да види, да почне да превзема активности кои што одат во насока на надминување на состојбите. Јас веќе до сега на 2 наврати организирав настани со обвинителство, представници на обвинителство, судство, универзитетски професори и невладини организации и Министерството за правда да разговараме за овие состојби на кои што беа поканети и медиумите. Жал ми е што Телма не припозна важноста тогаш на ваквите средби, на која што исто така многу отворено разговаравме за тоа што се случува во државата и како тоа да се надмине. Значи, не останува само на зборови. Ниту еден настан до сега што сум го направила, не било само колку да се рече дека е направен настан. После тоа има заклучоци кои што ние ги спроведуваме и ги следиме заедно со сите оние институции со кои што соработуваме. Не е лично упатено до вас лично, туку генерално до владата, бидејќи ги знаеме сите оние најави дека еднаш неделно седниците ќе почнуваат со координација на сите тела, институции задолжени за борба против корупцијата и така натаму. Меѓутоа, владата сите овие години превземала активности. Например, ако било констатирано дека обвинителството нема доволен капацитет и нема доволно буџет, од 2017 година до денеска буџетот на обвинителството е 4 пати зголемен. Од 2020 до 2022 е дупло зголемен. Зголемени се капацитетите, зголемени се бројот на истражители, се разбира дека тоа не е доволно и дека има уште, меѓутоа, ово делот на тоа што владата требала да го превземе за да ги создаде условите обвинителствата и судството да функционира како што треба, имајќи предвид поделеноста на власта, владата тоа го направила и уште продолжува да го прави. Да, и требаше огромен притисок од јавноста за владата да се реши дека за владата да се предомисли дека поприоритетно од обезбедувањето на простор за нови канцеларии на Артан Груби беше да и се дадат нови простори на антикорупцијска комисија. Тоа беше битка извојувана од медиумите. Ама и тоа е за поздравување, заради тоа што медиумите се еден од главните фактори за подобро справување со корупцијата. Медиумите, граѓанскиот сектор. Затоа и во насока на сите мои активности, јас и медиумите и граѓанскиот сектор го гледам како главен партнер и ги имам редовните состаноци и средби и договараме заеднички активности со граѓанското општество. Добро е тоа што оваа влада има слух да прифаќа критиката, отворена е за критика, прифаќа критиката и резултирало со исправка на првичната намера. Вие се сеќавате дека претходно тоа воопшто не беше можно. Ние не можевме да слушнеме, луѓето се плашеа дури и да прокоментираат јавно, да не зборувам по социјални медиуми или во изјави, ниту пак имало некогаш случај во претходната влада вице-премиери или министри отворено да зборуваат за одредени недоволно постигнати резултати на владата. Слушнавме ние многу, слушнавме и за тефтерчињата, сега не слушаме за тефтерчиња, ама можеме
однапред со денови да прочитаме, например, кога се бира председател на одредено судско тело, кој ќе биде председателот, или кога се бира нов член на судскиот совет, кои би биле членовите, или кои би биле на советот на јавни обвинители. Го имаме исто така и случајот со последниот избор на обвинител за организиран криминал, кој што е најчудното нешто, каде што сите се зачудени како тоа се случи, човек за кој што се предпоставуваше дека ќе биде избран, да биде избран и тоа на непосредно гласање. Ние слушнавме за тефтерчињата, меѓутоа, откако падна владата на Груевски. Отворено, никој не повика на тефтерчиња додека беше владата на Груевски актуелна. Разликата е сега во тоа што сите гласно зборуваат за такви можности и јас споделувам вашата разочараност за тоа што за начин на кој што се случи изборот. Да бидеме јасни, изборот е сосема законски. Тоа што мене како граѓанин прво ме поразува, и ова отворено го кажав и тогаш на тие настаните што ги организиравме со правосудните институции и невладини организации, е немањето интегритет кај обвинителите да одлучуваат независно. Ние како влада сме овозможиле предлог на закон кој што поминал, со кој што се овозможило на тајно гласање обвинителите да го изберат обвинителот на обвинителството за организиран криминал. И ние се доведуваме во ситуација, се соочуваме со обвинители кои сметаат дека дури и тајно се плашат дека и покрај тоа што гласаат тајно некој може да дознае. Ние, ако сакаме да имаме успех во борбата против корупција, мора да направиме коалиција на луѓе со интегритет во сите области. Во сите институции. Како? Вие деновиве имате оставка на председателка на судскиот совет која отворено обвини дека била под притисок на судско бизнис лоби и на тоа остана се. Јас ја охрабрувам да не остане на тоа. Јас не мислам дека некогаш заради неуспешната неможноста некој да ги пробутка предлозите што сам ги има, подоцна да резултира со таков изговор. Ако е тоа така и ако има навистина сериозни притисоци, јас ја повикувам да пријави и нека покаже. Она е дел од тој систем кој што треба да се бори против таквите влијанија. Јас и денеска, ама изминативе сите овие месеци наназад, повикувам на тоа дека таа солидарност внатре во фелата, во обвинителство, во судство, едноставно треба да престане. Прво заради самите обвинители и судии. Заради тоа што на нив не им оди во прилог да се става дамка на секој од нив, само заради неколкумина. Исто како што на нас политичарите не ни оди во прилог да влагаме сите во истиот кош, на пратеници, ме разбирате. Од првиот ден откако сум на оваа функција повикувам на индивидуална одговорност. Не прифаќам колективна одговорност и покрај тоа што некои ваши колеги ме критикуваат за тоа. Не може да има колективна одговорност. Колективна одговорност имаше во некој друг систем. Ако сакаме подобрување на системот, на општеството во кое живееме, за секој наш граѓанин, мора да имаме индивидуална одговорност. Нема идеално во ниту една држава. Ниту пак некогаш ќе може да сведеме корупцијата на нула, да немаме дилеми. Меѓутоа, ние зборувам сега од страна на владата и од сите останати институции, имаме обврска да ги детектираме слабостите на системот, системски да ги подобриме решенијата и на тој начин да намалиме можноста за корупција и да го направиме целиот систем поотпорен на корупција. Паралелно со луѓе со интегритет кои што ќе дојдат на раководни места во сите институции генерално, обвинители со интегритет, судии со интегритет, цариници со интегритет,
буквално во сите сфери на Велите на нашето индивидуална општество. одговорност, тоа го посочивте и денес, како да се утврдува таа индивидуална одговорност. Во Судскиот совет бројни се случаите каде што има критериуми и листи за рангирање, но гласањето и изборот на суди понатаму се одвива по некои други принципи, во многу случаи испротивно на тие листи и рангирање. Тоа е прв случај. Мојата реакција не само денеска, него и претходно, беше дека не може никој од надвор на Судскиот совет да му наложи како да го прави изборот. Судскиот совет беше речиси 1,5 година блокиран заради самоволието на претседателот и Судскиот совет за жал не смогна сили како да се избори со тоа. Буквално целиот систем беше блокиран заради самоволие и никој од нив не се одважи да превземе нешто. Доколку и тоа не може никој од надвор да го направи. Ниту може владата да им рече, тогаш имаше реакции од сите страни, се сеќавате какви беа дискусиите. Ниту може да се смени системот, бидејќи Судскиот совет може да се смени системот, стана точно. своевидно монструм тело на кое никој ништо не му може. Значи, апсолутно се согласувам со вас и тоа е едно од заклучоците од настаните од претходните состаноци што ги имавме, во неколку заклучоци дека во делот за Судскиот совет, во делот на Советот на обвинители, во делот на правилниците. Истото, Совет на обвинители не бира обвинители, нема објаснување, нема никаква одговорност, нема ништо. Ништо. Потоа во делот на и тоа е во делот на законски решенија што можат со просто мнозинство да се сменат. Во делот на системските закони, на двотретинските закони, се очекувам поддршка од опозицијата за овие прашања. Зошто? Затоа што сметам дека ние не може да имаме исти генерални критериуми за избор на сите обвинители. Ако имаме избор за обвинител во организиран криминал, тој мора да има посебни критериуми. Да има, не знам колку години искуство, успешни случаи во делот на организиран криминал и така натаму. Во таква ситуација во која што се носел Законот за обвинители 2020 година, двотретински, за жал, заради партиските препукувања, заради околностите во кои што се носеа тие закони, ретко кој обрнал внимание дека тоа може да биде сериозна фалинка во системот. И ние сега имаме ситуација во која што нема цензус за избор на обвинител во организиран криминал. Значи, пак ќе кажам, законски комплетно испочитува на процедурата. Законот, онаков како што е сега, например, да се случи Она фамозна македонска се е согласно уставот и законот. Да, сите, меѓутоа, ние за разлика од претходните влади не премолчуваме дека тоа е супер решение, напротив, викаме дека е проблем. Заради тоа што сега како што е така решението, ако се договорат ниту еден обвинител да не излезе, да излезе и да гласа за себе само еден кандидат, тогаш тој би требало да биде избран. Во услови кога нема критериуми. Може ли сепак како влада да се амнестирате од се, бидејќи јасно? Велите треба да обезбедите услови. Не се амнестираме воопшто. Да одиме повторно на индивидуалната одговорност. Кој е одговорен за се уште докрај недоекипираните истражни центри? Тие не се доекипирани така како што треба. Новиот кривичен законник, освен СЈО, практично на времето, дури функционираше како што функционираше, практично никој не го применува. Дури обвинителството за организиран криминал води истраги по она старото дадовме налог на полицијата, дадовме налог на ова, истражителите ги не. Значи, која е одговорноста? Дали е тука одговорноста на републичкиот јавен обвинител? Ако е одговорноста на републичкиот јавен обвинител, зошто тогаш го наградувате со нова функција за уставен судија? Јас имам свој став околу предлогот за условно унапредување
Републичкиот јавен обвинител за уставен судија. Меѓутоа, ќе повторам пак, Кој ставот не се согласувате? Да, јас не сметам дека треба да биде уставен судија. Зашто? Затоа што сметам дека она што како републички јавен обвинител требаше да го постигне на таа позиција, не го постигне и не гледам причина зашто понатаму би имал можност да продолжи со кариерата како уставен судија. Но вие го предлагате како влада, вие може и да предложите да го отповикате. Јас си го кажувам својот личен став. Кажав пред малку, тоа е мој личен став. Пак ќе кажам, владата ги направила сите предуслови што од незе се барале зголемување на буџетот, на обвинителствата, вклучително и вработувањата. Меѓутоа, владата не може да го организира јавниот конкурс и изборот на истражители. Тоа е сепак обврска на правосудните органи. Не се амнестира владата од одговорност. Вие гледате и денеска. Вице-премиерот Маричич, министерот Бесими, неколку министри континуирано изминатите месеци даваат изјави, особено оние кои што се одговорни за еден дел за овие прашања, секогаш биле прилично објективни. Колку владата трнува и од самата себе и од собствената одговорност, бидејќи поврзано е со судството и со актуелни случаи кои можеби ќе бидат предмет на обсервација и на американските, како што јас ги нареков во најавата, булдожери за чистење корупција. Сте разговарали ли во влада, например, кој е одговорен за затвор туризмот? Ова ве прашувам како граѓанин, бидејќи секој граѓанин кој што се обидел да извади лична карта за ново живеалиште, знае која е процедурата, во неа дури опфаќа и она останата од времето на комунизмот, проверка на редарите кои доаѓаат на домашна адреса дали навистина живеете таму. Или, например, ако сте во брак, станот во кој што живеете е на име на сопругата, например, за да добиете лична карта покрај венчаницата, ако сте во брачна заедница, потребно е, според тие процедури, да дојде и сопругата да се потпише, да и потврди на службениците во МВР дека живеете во тој стан, што е апсурдна процедура, меѓу другото, но таа е процедурата. Сега вие наеднаш добивате одредени високи поранешни функционери кои преку ноќ менуваат адреса и наместо од злогласната шутка ја издржуваат затворската казна во Струга, во Охрид, во затвори од отворен тип. Не слушнавме дека некој некого праша како тоа издадовте лична карта за 24 часа. Тогаш разговаравме на влада и ако се сеќавате, министерот за правда излезе со изјава дека ќе се прават измени во таа насока, да не може да се случуваат вакви работи, односно да се спречи. И со сегашните закони лична карта, ново живеалиште за 24 часа како што добија одредени господа, не може да се добие. Апсолутно се согласувам и очекувам, мислам дека Министерството за внатрешни работи правеше некоја истрага, очекувам да излезе со конкретни резултати од тоа. И сосема се согласувам со вас. Јас една од причините зашто ги организирав тие настани, меѓутоа и во координативните состаноци до сега што сме ги имале, прилично отворено и многу бурно реагирам, да бидам искрена. Заради тоа што тоа се одразува на сите нас. И на пораката што ја праќаме на сите во општеството. Значи, ние мора да бидеме свесни како постапките на секој од нас влијаат на состојбата во општеството и каква порака, особено за младите, праќаме. Тоа што се случи со спогодувањето за вина,
да речам, високите криминалци, високи криминалци и функционери од претходната власт, е поразително за цел систем. И е срамно за оваа држава што се случи такво нешто. Јас и денеска коментирам веќе наназад неколку месеци од првиот момент кога се случи, дека сум крајно разочарана од таквиот исход. Уште повеќе заради тоа што немавме никаква транспарентност во образложувањето на одлуките. Ние генерално едно од заклучоците на тие на тие два состанока со правосудните органи, со универзитетската заедница, со невладини организации, еден од заклучоците беше тоа дека независноста на правосудниот систем, која што Уставот ја гарантира, не значи дека тие не треба да бидат транспарентни. Дека туку напротив, дека треба многу јасно и прецизно да бидат образложени пред јавноста носењето на такви одлуки. Сега би се навратил на она што пред малку го рековте, заради тоа што има реперкусија, има сериозна реперкусија врз состојбите во општеството. Би ве вратил на она што пред малку го рековте, треба да внимаваме на однесувањето на секој од нас, бидејќи тоа однесување испраќа порака. Го споменавте дека не се согласувате со тоа спогодување. Меѓутоа, повторно доаѓаме дека тоа спогодување, поранешната обвинителка, шефица на организиран криминал, не можела да го направи ако не го добила конечно аминот од првиот човек на државното обвинителство. Јас не викам дека го направила самоволно. Не знам. На крајот на криштата за мене е тоа одлука на обвинителство. И денеска исто меѓу другото и сите овие месеци и денеска отворено прашам зошто не може обвинителите и судите да бидат обвинети за злоупотреба на службена должност. Зошто да немаме случај, имаме само еден. Кога сите знаеме дека се чуваат во фиока, дека се влечат судски процеси, се влече обвинителниот акт до оној момент додека нема доволно време да се процесуира. И тоа е општо познато во јавноста. Како до сега немаме не се најде никој во обвинителството храброст да поведе одговорност за злоупотреба на службена должност на некој свој колега. Имате ли како влада решенија или план да се менуваат законските решенија во насока за која што говорите? Ние се договоривме со представниците на институциите кои што беа на тие настани дека ќе одиме во таа насока. Во насока прво на тоа што најлесно и најбрзо може да се интервенира во правилници, во подзаконски акти, а понатаки во законски решенија, заради тоа што вие сте свесни дека собранието е блокирано и дека се што оди во насока на измена на законски решенија може да трае многу подолго. Мора да се зголеми мерит системот, за тоа да станат многу построги условите за избор на судии и обвинители и мора да се направат специфични избори за судии и обвинители во различни судови на различни нивоа и исто така и во различни обвинителства. Тоа се неколку од заклучоците, меѓу другото и транспарентното образложување и објавување на одлуките кои што обвинителството и судството ги носи, особено за вакви предмети кои што се од голем интерес од јавноста. Посветивме повеќе внимание на судството, бидејќи тоа е основата на она што е главната забелешка, тоа е борбата со корупцијата. Вие денеска разговаравте со дел од институциите. Што е она што беше заклучено зад затворени врати, бидејќи пораката од евроамбасадорот беше имате јасни стратегии, имате јасни патокази, еве ги патоказот и тоа што го бара Европската комисија. Од нас земјата е на крстопат. Ние многу отворено разговаравме зад, како што видите вие, затворени врати.
Од сите институции беше беа побарани конкретни активности, конкретни чекори. Дали се тоа законски измени, дали се тоа други политики кои што ќе одат во насока на надменување на состојбите, на онака како што се детектирани во општеството. За еден добар дел од нив подискутиравме денеска, меѓутоа имаат рок од 10 дена да ги направат, да ги достават до кабинетот, заради тоа што тоа се совпаѓа истовремено и со плановите кои што треба да ги направат, и со плановите за работа на институциите, меѓутоа и со плановите врзани за извештајот на Европската унија. Оно што владата веројатно може да го заврши е да додели, како што е втората обврска која што ни преостанува, која што ни е запишена, доволно ресурси на основното јавно обвинителство за гонење криминал и корупција, вклучувајќи и финансиски средства, а останатото да се продолжи да се зголемува бројот на правосилни пресуди и така натаму, конфискација, тоа е во доменот на правосудството. Да, тоа го разговаравме и денеска, меѓутоа исто така и на изминатите активности што ги имаме како кабинет. Поразително е тоа што на толку обуки кои што се дадени за обучување на суди и обвинители за тоа како треба да се справуваат со конфискацијата, ние се уште немаме сериозни случаи и големи случаи кои што резултираат со конфискација. Едноставно суди и судството и обвинителството многу ретко, речиси во некој дел, речиси воопшто, не го ни разгледуваат тоа како можност. Од друга страна, поразително е тоа што и во овие примери што ги имаме не се зема предвид дека имотот кој што се прилага за конфискација, еден добар дел е ставен под хипотека во банката и на крајот граѓаните нема да видат, бидејќи тоа е имот понатака што ќе го добие државата, тоа е во суштина се враќа кај на граѓаните, нема да може да се ефектуира. И тоа е едно од исто горливите прашања кои што мора да се реши. Пропратено се разбира со тоа на кој начин е стекнато имот. Значи, ако имаме процеси во кои што како завршници има конфискација, лично сметам дека неминовно треба да оди паралелно со истрага за тоа на каков начин е стекнато имот. Колку сега повторното заговарање на концептот за ветинг е реално да се спроведе? Видете, се што како механизам може да придонесе за поефикасна борба против корупцијата, за поефикасно етаблирање на системот во кој што вистинските луѓе ќе бидат на вистински места и убедена сум дека тоа е единствениот начин на кој што граѓаните ќе стекнат добар во системот. Сметам дека треба да биде опција за нашата држава. И сите идеи, сите предлози кои што одат во оваа насока се добре дојдени. Ако имате толку сомнежи околу капацитетот, интегритетот, како што споменавте, прашањето е каков закон ни да донесеме за ветинг, кој би го спровел? Па не, тоа мислам дека за таква дискусија би требало кога веќе ќе би имало евентуално некакво драфт решение па да се разгледува кој е најдоброто решение. Мислам дека професионалното функционирање на институциите преку законски решенија кои што исто така сега се подготвуваат и се веќе во расправа за раководна функција, за реформи во јавна администрација, за начинот на унапредување во јавна администрација, треба да го гледаме само од аспект на тоа како да се заекне професионализмот на
институциите, затоа што на транспарентноста веќе работиме, прилично голем исчекор има напред, меѓутоа голем предизвик е како да создадеме институции отпорни на надворешни влијанија, на политички влијанија, без разлика дали станува збор за државни институции, за правосудни органи или за други институции. На тие прашања ќе се навратиме по кратката пауза за реклами. Славица Грковска, вице-премиер за политики за добро владење, е вечерва гостин во Топ тема. Госпоѓо Грковска, третиот сегмент е јавната администрација. Мала, ефикасна, професионална, тие три реченици ги слушаме со години, никако да стигнеме до тоа. Една од клучните обврски која ни останува, бидејќи лани не сме ја завршиле, а Европската комисија вели направете ја годинава, се закон за административни службеници, закон за вработени во јавните служби и она што е најбитно од аспект на професионализацијата, на мерит системот, на анулирање на политичките влијанија, што и сами го споменавте, е закон за висока раководна служба. Подготвен уште во времето на вториот, третиот, ги бројам наназад, министрите, ме подготвен, однесен во собрание, повлечен, каде? И зошто го нема? Сега е на инерна расправа. Имаше јавна расправа, колку што се сеќавам. Од времето на Дамјан Манчевски. Да, ама очигледно дека недостасувало нешто што не поминало до сега. Сакам и сега да искористам приликата да потенцирам на важноста на овие закони. Сакам овие законски решенија да ги гледаме и е важно да се гледаат абстрахирајќи се дека сега сме ние членови на оваа влада. Овие законски решенија треба да се гледаат и ги повикувам сите, буквално, кога ги читаат и политички партии, и други институции, да ги гледаат само во насока на тоа кои се решенијата кои што можат да одат во насока на надминување на сите наталожени проблеми во јавна администрација. Тоа е една од најголемите забелешки во соопштението денеска на платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Велат, институциите се неодлучни, не реагираат или не постапуваат за справување со корупцијата, посочувајќи го директно овој закон. Бидејќи овој закон ќе значи за партиите откажување на голем дел од она што го нарекуваме коалициски колач при поделбата на власт, ако директорите бидат професионалци. На многу партии ќе им избега битот за владење. Треба да се утврди рамката до кој степен и до кој ниво ќе оди како да кажем поставувањето на луѓе на партиски позиции, на тоа што се вика владина структура. Така. А кој дел треба да остане и кои институции треба да имаат професионален начин на избор на директор. Ние сега направивме еден во април 2020 година помина закон за јавни предпријатија каде што има избор на членови на управен одбор и надзорен одбор, кој што оде во насока да се надмине начинот на кој што до сега е правен тој избор преку Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој во владата и со точни критериуми се изготвува правилник кој што ќе ги дава точните критериуми и бодувања врз основа на кој може некој да стане член на управен одбор, надзорен одбор. Ова го кажувам само како еден од пример од мерките кои што во моментот се случуваат и
што ќе бидат ефектуирани. Факт е дека ќе беше многу полесно ако 2006 година се продолжеше со трендот на природно намалување на бројот на вработени во јавната администрација. Ако се сеќавате, или еве да подсетам за тие што не се сеќаваат, од 2002 до 2006 ние имавме аранжман со Меѓународниот монетарен фонд, во кој што за структурни реформи бевме прилично сурово оценувани. Една од тие реформи беше големата јавна администрација тогаш. Во тогашни услови и тогаш велевме дека е тоа голем број на јавна администрација, а беше 78.000. Имаше план кој што се спроведуваше со природен одлив, затоа што ние сепак треба да водиме сметка и за социјалниот момент и не можеме да направиме рез и да речеме добро, ние треба да имаме, например, 50.000 вработени во администрацијата, со тоа што сакам да напоменам дека треба да ги разгледуваме поединечно во државната и јавната администрација. Јавната администрација е прилично голема и гломазна. Државната администрација е државната апаратура. Јавната се вработени и подрачните министерства, во локалната самоуправа и така натаму и така е прилично голема. Но почетната точка е овој закон, кога може да се очекува, бидејќи не е уште. Сакам само да потенцирам дека многу е важно за овие прашања да има континуитет и да се свати, затоа почнав така со одговорот, да се свати дека ова не се прашања кои што се обврска на една политичка партија, на една владина гарнитура, ова прашање треба да се третира како едно од прашањата за кои што има национален интерес. Исто како борбата против корупцијата, исто како дигиталната трансформација на општеството, исто како политиките во образование, ние мора да направиме политичка да стекнеме политичка зрелост дека има доволен простор во кои делови можеме да се разликуваме, да се конфронтираме со партиски политики. За овие прашања не сме да има разлика. Сосема кусо, иако сме го дебатирали, веројатно повторно ќе се дебатират, почна и јавни расправи, зашто со новиот план за реформа на администрацијата всушност се оди на реформа на институциите, но не и на администрацијата. Точно е, планот е финансиран од ЕУ, помогнат од странски експерти, меѓутоа тој не го опфаќа човечкиот потенцијал. Не ја засега она армија од 138.000 државна и јавна администрација. Што ќе добија? Значи, тие два процеса треба да бидат паралелни. Едниот овој што го зборувате е реорганизација на државната управа. За тоа, за начин на кој што треба да бидат изградени изгледат институциите. Имаше многу институции за кои што луѓето не беа ни свесни дека постојат, а во времето на героизмот беа формирани заради тоа што требало да се даде функција на некој од кадрите, како и да е. Независно од причината веќе, тоа се агенции и институции кои што треба да згаснат затоа што нема смисла нивното постоење. Ниту знаат граѓаните генерално со што се занимаваат. Меѓутоа, реформа на јавна администрација, затоа и се прави стратегијата за реформа на јавна администрација, треба да оди паралелно со реорганизација на државната управа. Тие се два, како да кажам, паралелни и комплементарни. Добро, но сега почнуваме со пилот проект во кој што повторно ги немаме овие, има многу големи поместувања, например да се стават под иста капа Управа за јавни приходи, а Агенција за финансова полиција и Агенција за финансово разузнавање е преголема реформа и преголема концентрација на моќ во едно исто. Апсолутно се согласувам, ниту пак има смисла таквиот предлог. Значи, не знам колку имаме уште од времето, сакам да нагласам дека овој предлог сега што се разгледува е предлог на експерти кој што е финансиран од Европската Унија. Меѓутоа, крајниот модел каков ќе биде, зависи од сите нас. Апсолутно се противам на тоа инспекцијските служби да бидат ставени под капа на министерствата, заради тоа што во таков случај не сме направиле прогрес
на системот, него уназадување, заради тоа што тие мора да бидат независни, за да може да бидат контрола и на министрите. И вклучително и независни институции кои што имало причина и има причина зошто се надвор од министерството. Сосема накратко, уште две прашања. Докаде е да анализата со фамозните плати на директорите? Анализата подготуваат Министерството за информатичко општество и администрација заедно со Министерството за труд и социјална политика, мислам Министерството за финансии. Помина 50 дена. Дека би требало да ја добиеме, меѓутоа во момент не сум сигурна точно кога ќе биде предложена. И последното прашање, до кога транспарентности за испиени кафиња и води на министрите, но 3 недели МВР ќе не врти околу дали нечие синче возело со флешери или не. Првиот дел не сакам да го коментирам заради тоа што тоа е тоа што се коментира во јавност. И мене ми е жал што фокусот на јавноста за транспарентноста на институциите се повеќе во ви отидовте од крајност во крајност. Може би тоа така, меѓутоа јас знаете како мислам дека влијанието на јавноста кон институциите во насока на транспарентноста треба да се одива во друга насока. За тоа колку се отворени спрема граѓаните, заради тоа што треба сите да бидеме свесни дека ние сите тука постоиме за граѓаните, а не обратно. И ние за тоа како кабинет направивме едно упатство за подобрување на транспарентноста во институциите од јавниот сектор, заедно со Агенцијата за слободен пристап на информации од јавен карактер и Центарот за управување на промени, веќе е во процедура. Тоа е анализа на најчесто бараните информации согласно од Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер во последните 2 години. Ово упатство е изготвено врз основа на податоците што ги добивме и анализата, во процедура информација во која што веќе на моје огромно задоволство добиваме позитивни мислења од институциите, со што ќе ги обврземе проактивно да бидат транспарентни, односно тоа што најчесто било барано од нив, да го објавуваат на нивните веб страни и од тој аспект граѓаните ќе можат веднаш да имаат пристап до информацијата без да се обраќаат со писмено барање па да чекаат 20 дена и така натаму, а од друга страна ќе ги направиме потранспарентни и поефикасни институциите затоа што нема да губат време постојано едното исто барање да го одговараат, туку ќе може да бидат насочени на други услуги кон граѓаните. Госпожа Грковска, ги знаете американските експерти? Не. Не сте се сретнале? Не. Знае некој во владата што ќе работат ако сме ги поканиле или се само покани? Се враќам на почеток, но морам. Јас уште еднаш ќе кажам, секоја помош во било каква форма е добре дојдена за се што ќе значи брз напредок во борба против организираниот криминал и корупцијата. Јас ви благодарам што вечерва бевте во Топ тема. Вам почитувани ви благодарам за вниманието. Останете на програмите на Телма.